Во ова видео би сакал да зборувам малку за Evernote, поточно не за Evernote како апликација, туку за една дополнителна апликација која што одлично функционира заедно со Evernote и помага во зголемување на продуктивност, односно скратување на времето за пишување на белешки кои што ги ставаме во Evernote. Значи Evernote го гледам како едноставно еден нотес кој што или повеќе нотеси во кои што бележам различни работи. Дали нешто што ќе најдам онлайн, дали нешто што е од едноставно онака што ќе излезе од мојот мозок и сакам да го запаметам и да остане некаде и едноставно го бележам тука. Во секој случај Evernote е одлична апликација и за да можам да внесам некоја белешка или некоја идеја или некоја задача која што планирам да ја спроведам, ќе морам да влезам во апликацијата, да одам на знакчето плюс и да ја ставам забелешката. Значи едноставно му давам име, потоа внесувам што сакам да внесам. Можам да внесам слика и можам да внесам и аудио. Здраво, треба да направам тоа и тоа. Дан, веќе ја имаме белешката што сакаме да ја користиме. Во секој случај, дава одлични информации, но сега би сакал да зборувам малку за Quick Ever, една апликација која што всушност служи за едноставно внесување на белешки, на идеи, на не знам, се она што сакаме да го забележиме и да го напишеме. Та е толку едноставна, нема ништо во неа. Едноставно со првото отворање веднаш ти дава можност да ја напишеш идејата. Например, доколку треба нешто да завршам, ќе внесам заврши го тоа и тоа. Забележувате дека во овој случај нема да има потреба да внесам наслов. Нема да можам никако да ја аплодирам оваа белешка на мојот Evernote акаунт се додека не изберам во кој нотес. Значи тоа се бира овој дел, обично во инбокс ги ставам, ќе внесам некој таг, не знам, ако е некој активен проект, веќе белешката може да биде внесена, значи, односно аплодирана во Evernote. Токолку проверам по синхронизација, веќе ќе ја добиеме. Значи, пишува дека е белешката од Quick Ever. По секој случај, белешката има и собствен нотес во кој што ќе влезе и има собствена ознака, односно таг, кој што ќе го користам понатаму за полесно да го најдам. Иако обично ги ставам во инбокс, ова инбокс кај што се непроцесирани, воопшто непроцесирани, значи белешки кои што се внесени во Evernote и обично еднаш неделно седнувам и се обидувам барем 50 до 100 белешки да ги процесирам на некој начин кој што ќе можам да ги завршам за неделата која што следува. Доколку внесувате повеќе белешки, доколку сте човек кој што постојано има одредени идеи, кој што постојано сака да бележи одредени активности, кој што постојано сака да биде опкружен со сите информации кои што се околу него, ќе допринесе во намалување на она непродуктивно време на внесување на белешки. Тоа би било се за ова видео, се гледаме во некој од следните видеоматеријали на Предприемач. Довидување.